На сајмот за автомобили во Шангај претходно оваа година електричните возила заземаат централно место. Брендовите како Polestar и Beat се дел од бранот кинески електрични возила кои доаѓаат во Британија и Европската Унија. Тие се меѓу 7 кинески компании за електрични возила во Британија во периодот од 2019 година. Приливот на кинески возила ќе има позитивно влијание на пазарот оптоварен со предизвици, велат експертите од индустријата. Иако Британија планира да ја забрани продажбата на нови автомобили со бензин и дизел до 2030 година, бројките објавени кон крајот на минатата година покажуваат дека продажбата на возила на батерии паднала за прв пат од 2021 година, главно поради проблеми со снабдувањето. Долгите времиња на испорака, нискиот опсег на километражата на батеријата, недостигот на јавни полначи и високите продажни цени. Жителот на Лондон Арно Гернат го купил своето електрично Ауди кон крајот на минатата година и вели дека се соочил со некои од тие предизвици. Луѓето мислат дека струјата е поевтина. Не сум сигурен дека е така. Треба да се полни ноќе, например, кога цената на струјата е пониска. Не треба премногу да го користите брзото полнење, бидејќи очигледно е поскапо. Значи има пресметка што треба да се направи. Искрено не го очекував тоа. За да избегнат непријатни изненадувања, многу возачи се одлучуваат да изнајмуваат електрични возила. Британската компанија за лизинг Octopus забележа зголемен интерес и неодамно објави партнерство со еден од најголемите кинески производители на електрични возила Beat за купување на 5000 возила во следните 3 години. Извршниот директор на Octopus Фиона Хауард вели дека технологијата што брзо се менува и неизвестноста за вредностите од втора рака го прави лизингот попривлечен од купувањето, барем за сега. Клиентите се нервозни за ваквата промена. Тоа е нова технологија, тие не се сигурни дали ќе уживаат во неа и како ќе ја вклопат во нивниот животен стил. Моделот на Beat има ограничен опсег на батеријата од 260 мили, но Хауард и другите прогнозираат дека севкупно дојдовниот проток на кинески електрични возила ќе создаде поголема конкуренција, што ќе резултира со пониски цени, повеќе станици за полнење и побрза испорака. Има некои производители во Кина кои се целосно интегрирани во производството, од нивните чипови до батериите и склопувањето на возилата. Тоа им дава целосна контрола во однос на просечното време за подготовка на електрично возило од 6 до 9 месеци. За Арно Гернат, одлуката да купи електрично возило можеби беше прерана, но тој е оптимист. Не сум сигурен дека би го купил повторно. Мислам дека кинеските електрични возила ќе имаат позитивно влијание, бидејќи ова возило не е целосно хибридно, а опсегот е повеќе од 1000 километри. Искуството на Гернат може да послужи како предупредување за другите возачи да почекаат да дојде до зголемување на конкуренцијата пред да седнат зад воланот на електрично возило.